предмет за надзорот за коридорот 8 и 10. Дали можете да мислите дека надзорот е избран како што треба? Јас ова прашање го одговорив на пресконференција минатата недела, го одговорив на пресконференција вчера и го одговорив вчера на пратенички прашања. Значи 3 пати одговорив на истово прашање, ве сега и 4-ти пат. Прво, изведувачот Бехтел и Енка се избрани со посебен закон во собранието, подржан од сите пратеници, закон потврден од Уставниот суд. Второ, надзорниот орган, кој што ќе врши надзор на овој голем проект, најголем проект во историјата на државата, 1,3 милиарди евра, и избран низ постапка во која што се запазени сите законски процедури од страна на сите институции кои што биле задолжени, предводени од Јавното претпријатие за државни патишта. Во таа постапка учествувале 3 компании, има една која што е избрана врз основа на одредбите од тендерот, спроведена е управна постапка и сите податоци се јавно достапни преку Бирото за јавни набавки. Со оглед на тоа дека се појавија информации доминантно од опозицијата, меѓутоа имаше и други информации кои што доаѓаа од дел од медиумите, јас и тогаш кажав и сега кажувам дека сите институции во државата кои што имаат надлежност треба да го проверат целиот овој проект. Што значи дека кажав и јавното обвинителство да постапи за да се испитаат сите наводи и антикорупцијската комисија за да се испитаат сите наводи, при што кажав дека сите документи, одлуки кои што биле во надлежност на владата во текот на изминатите месеци и години додека е подготвуван овој проект, ќе бидат доставени до антикорупцијската комисија. Со оглед на тоа дека еден пратеник на ВМРО ДПМН вчера кажа дека биле барани некакви средства од секаде, тој тоа веројатно го кажа во еден реторички занес во собранието, јас додадов уште нешто. И ги повикав и владата на Соединетите американски држави и владата на Република Турција да кажат дали некој од нив или од некоја нивна компанија од оваа држава нешто барал во текот на изминатите 2 години додека се подготвувал овој проект. Инаку се работи за проект кој што ќе обезбеди конечно за прв пат инфраструктурно поврзување на коридорот 8. Јас сум исклучително среќен што имавме многу јасна визија од првиот ден на оваа влада и што успеавме низ разговор со партнерите во Европската Унија коридорот 8 да го ставиме на мапата на паневропските коридори, што не беше случај во минатото. Што значи дека овој коридор 8 и кон Албанија и кон Бугарија, со кој што обезбедуваме излез и на пристаништето во Драч и на пристаништето во Бургас, бидејќи во моментов ние имаме излез само на пристаништето во Солун, ќе можат проектите да бидат финансирани и од европските фондови и од страна на европските кредитори. Едно прашање го може. Пред една година со вашиот косовски колега Мартин Курти во Скопје подпишавте договор за градата на патот Тетово-Презен. Влада на Косово ова година подели средства за овој пат, а од македонската страна кога ќе гледаме нешто конкретно? Да, ви благодарам за прашањето. Не е подпишан договор, подпишан е меморандум со косовската влада. Ние имаме разговарано на ниво на министри и на ниво на експерти за патна инфраструктура со косовската влада во делот на автопатско решение Призрен-Тетово. Од наша страна, вие знаете дека имаме приоритет за вршување на коридорот 8 од Тетово практично до албанската граница. Исто така, втор приоритет е кој што веќе е отпочнат и е во завршна фаза, проектот од Куманово практично до бугарската граница, при што се гради експресен прат од Ранковци до Крива Паланка и трета лента до границата со Бугарија и коридорот 10D, кој што е автопатско решение помеѓу Прилеп и Битола, што значи дека сега од коридорот 10, кој што веќе постои, кој што оди за Солун, ќе може да се оди преку новиот експресен пат кој што се гради низ Фалишка Кришура и проширувањето на Плетвар, директно да се оди на граничниот премин Меджитлија. Еден од патните правци кој што во иднина може да биде разгледуван е исто така и овој патен правец од Призрен до Тетово, меѓутоа во моментов приоритетите кај нас и финансиските средства буџетски и кредитни се наменети токму за овие
патни правци кои што ние до сега сме ги немале, а кои што значат поврзување на коридорот 8, но тоа не значи дека нема да продолжиме со владата на Косово и во иднина да разговараме, бидејќи сепак треба да се направи и физибилити студија, да се види и економската исплатливост на тој пат, како и поврзувањето кое што во моментов ние со завршувањето на проектите на 12 километри на патот Блаце-Скопје ќе имаме и модерно автопатско решение со кое што преку Скопје, Приштина се поврзува и Призрен, а потоа и со албанската граница, што значи дека е проект за воиднина, од кој што нема да се откажеме нормално, бидејќи на Балканот му треба модерна инфраструктура таква каква што ја имаат и западноевропските земји, бидејќи во иднина сите земји од регионот ќе станат членки на Европската унија, а една од основите е инфраструктурно поврзување. Имаме прашање за премиерот. Прво беше најавено дека ќе се формира стручен тим за статусни измени, кога ќе се формира тој тим и дали постои ризик да се одложи целиот процес за статусни. Тимот за подготовка на уставните амандмани ќе биде формиран во Министерството за правда. Во него ќе членуваат врвни експерти од областа на уставното право и правото и нормално представници на политичките партии, бидејќи за овој процес е потребно широк општествен и политички консензус, како што секој ваков процес ќе има потреба да има и во иднина до финалното зачленување во Европската унија. Уставните измени нема да се одложат, со почетокот на со формирањето на експертската група и со нивната работа практично ќе започне процесот, кој што потоа ќе влезе нормално и во процедурите кои што се пропишани со закон. Јас верувам дека нашата држава има капацитет, пред се демократски, меѓутоа и европски капацитет и визија, и оваа одлука која што е потребна за продолжување на нашиот европски пат нема да биде заложник на личната кариера на само еден човек во државата, кој што е подготвен заради својата лична фотелја да ризикува прекинување на еден процес кој што значи обезбедување на полноправно членство во Европската унија, кој што со себе носи зголемени инвестиции, зголемени работни места, зголемени плати, повисок животен стандард за граѓаните, врвни институции, врвно европско законодавство тука во нашата држава, бидејќи нашите граѓани сакаат и заслужуваат да живеат во Европска унија, меѓутоа во Европска унија тука, во својата држава, а не во Европска унија во туѓина во други држави да одат. Уште едно прашање, дали ќе погарате одговорност за смртта на малата Јана? Веќе официјално најавени се протести за вечерва во Битола, неофицијално во Скопје протести. И како коментирате тоа што директорот на болница да се пожали на некој начин дека му фалат столица медицински кадри? Најпрви во однос на тој случај, вие знаете дека истиот ден кога се случи, беше направен вонреден инспекцијски надзор од страна на државниот инспекторат, здравствен и санитарен инспекторат. Беше информирано и обвинителството и извештаите, како што информираше и вчера заменичката министерка за здравство, веќе се доставени до Министерството за здравство. Врз основа на нив ќе се утврди точната причина што се има случено. Јас не би можел да прејудицирам што точно се има случено, бидејќи пред се не сум медицинско лице. Меѓутоа, врз основа на сите факти ќе бидат носени одлуки во иднина, но прво да почекаме да бидат споделени фактите за точно што се има случено во Битолската болница. Ние имаме здравствен систем кој што е функционален, кој што има голем број на вработени, во кој што се обезбедени финансиски средства за негово функционирање на ниво од 0,8 милиарди евра во буџетот за 2023 година и на Министерството за здравство, нормално и на директорите на клиниките, да ги распоредат кадрите во рамките на државата, таму каде што имаат потреба, бидејќи се добива понекогаш впечаток дека во некои места има недостаток, а во некои места каде што во принцип сакаат најмногу да работат сите работници, например во градот Скопје, понекаде се јавуваат и одредени вишоци на кадри. Така да треба да направат добро распоредување на своите ресурси и согласно со тоа да функционира системот на уште подобро ниво. Ви благодарам.